Поздравен наумче Мојсовски, иако од трибините ќе го следи големото единствено дерби не само во Скопје, не само во Македонија, не само на балканските простори, туку ова дерби, овие дуели величествени меѓу Металург и Вардар прераснаа и во европски надпревари број 1. А може ли да биде и поинаку, почитувани гледачи, кога во оваа сезона која е веќе на самиот крај, сезона во која во Скопје ги видовме Барселона, Пари Сен-Жермен, Холдинг, Хамбург, Фленсбург и замислете, сето тоа е оставено зад нас, иако видовме феноменални настапи, одлични резултати, никој не се израдува во Скопје, но сега практично понешто се случуваше на 2 мај, понаа минимална победа на Вардар од 25-24 во тогаш надпревар од првото коло во плейофот на машката ракометна Суперлига. Дојдовме до позиција се да се сведува на само еден надпревар, на само 60 минути. Гротлото во Автокоманда работи одамна 2 часа пред почетокот. Веќе голем дел од скромниот број седишта овде во салата беа завземени, да се има позиција, да се следи, а се стои на секаде. Практично нема игла каде да падне, имајќи предвид дека понуди Вардар овој надпревар и ревашот да се одигра во Борис Трајковски, но Металург не прифати, без оглед на што Борис Трајковски ќе понудеше многу повеќе можност за повеќе љубители на ракометот, но во секој случај Металург е домаќин, избра, реши дека предност има во салата во Автокоманда, Југо не можеме да им забележиме на крајот на криштата за титулата се работи. Апсолутно. Добро вечер, поздрав од мене во Автокоманда е вистината. Металург Вардар, втора рунда, најважните 60 минути во сезоната, додека ги следите составите на гостите на овој надпревар условно. Во еден час ефективна борба на теренот, се собрани сите мотиви, надежи, страдања, среќа, емоции и мечти по домашната шампионска титула која вреди престиж, рейтинг, нови европски предизвици. Најракометниот град во Европа е повторно во ракометен занес пред директната пресметка во која само еден од уникатните четвртфиналисти од годинашното издание во Лигата на шампионите ќе мора со наведната глава да се врати со мислите кај Пари Сен-Жермен, кај Барселона, кај Кил и кај Фленсбург. Почне надпреварот, но веднаш и краток прекин една хартиена лента. Инаку, почитувани гледачи, ќе ви пренесам само еден краток изводок од она што денеска беше напишано на еден од најпосетуваните специјализирани интернет сајтови за ракомет Балкан хандбал, каде што вели: најдете стрим на МТВ и уживајте. Предлагам да уживаме. Знам дека секој има своји миленици, секој за секого можеби искриено навива, поддржува, но да посакаме ова да биде фер и коректен надпревар и токму во таква атмосфера да се реши новиот шампион. Не е, рековме, тоа само битка за титулата, тоа е сепак и битка за престиж. Едноставно двата табора велат ќе покажеме кој е најдобар. Почнува жестоко со седмерец за Вардар, го реализира Дибиров, а го досудија нашите најдобри суди, интернационалците Ѓорѓи Начевски и Славе Николов, кои што ќе го водат оваа сезона финалето во второто според ранг надпреварување во Европа, купот на ЕХФ. Отвори Вардар со голот на Димиров, Металург во прв напад, Бугринец десно, Ѓоргиевски на десно крило, Ванчо Димовски, човекот што не го видовме во на кратко представување, ги видовме најефикасните на првата средба, но Ванчо одигра фантастичен надпревар заедно со Миркуловски, ќе има само 9 метри во составот, секако и Циндрич, лево е Манасков. Може да смета на овој надпревар Лино Черварин на Атман, но не е доволно поравен Атман. Прашање дали воопшто ќе се решат да му кажат часот, ќе има 7 метри. Нема да ја броиме оваа интервенција на Малумбре, затоа што Миркуловски се изборува за прв удар од 7 метри. 5 од 6 имаше Ренато Бугринец на првиот надпревар. Топката е одново кај него, а Малумбрес останува на голот на Вардар. Отворање со по еден пенал на двете страни. Дали и со по еден гол. Бугринец погодува 1-1. Значи да нема дилеми, не го споменавме тоа. На Металург му е потребна победа со 2 гола разлика, доколку успее да го задржи Вардар под 24, затоа што 25-24 беше во првиот надпревар во Борис Трајковски.
Доколку пак заврши со идентични 25-24, значи со еден гол разлика за Металург, тогаш се игра мајсторка која што ќе го реши прашањето на победникот оваа сезона и дали титулата ќе остане во кале кај екипата на Вардар или ќе се врати повторно во витрините на Автокоманда кај екипата на Металург. Лазаров го предводи Вардар сега. Карачичев во игра е оној што за кој што не се знаеше дали ќе биде 100 фит во овој надпревар, исто како и Атман, но според почетните постави Карачич е поподготвен од Атман. Душебаев тука единствен на линијата, подошо на деснен бек, одлична асистенција за Чипурин и погодува рускиот интернационалец. Води Вардар со 2:1 по двата седмерци што ги реализира и двете екипи. Одлична комбинација беше тоа, значи Пурин создаде простор, двајца раковетари крај него не успеваат да го задржат. Овој надпревар кој се игра со срце, со мотиви, што се практично до небото, со желба да се надигра противникот. Верувам дека токму такви се амбициите и на едните и на другите, но сето тоа да се направи на максимално фер и коректен начин, барем така почнува надпреварот. Ванчо Димовски, комбинација за Циндрич, простор се правили блок за Вугринец, убава дијагонала, Ѓоргиевски на влез погодува. Изравнување на 2:2, прекрасна акција, жол картон, патем и за Бутовиќ, само да го пронајдеме и Ѓоргиевски да му го запишеме. Првиот погодок, 2 пенала на стартот, 2 убави акции, 3 минути и 40 секунди игра за максимално изравната. Почетно Ванчо Димовски се жали на повреда, изнесе огромен, неверојатен товар. Ќе одмори, јасно е, затоа што Велко Марковски ќе комплетира одбраната таму на централните позиции заедно со Јоновски. Тргнува Вардар, до сега црвено-црните, актуелните шампиони на 2 пати водеа, со 1:0 и 2:1, сега е 2:2 и тргнуваат поново водство. Карачич нема да брза ниту Вардар, ќе се бара чиста позиција да се заврши до погодок. Душебаев, Брумен вкрстува, ја испушна топката, не ја прифаќа затоа што имаше двојно водење. Миркуловски за кого? За Ѓоргиевски, одново 1:1, Ѓоргиевски за 3:2. Добар почеток, одличен на Металург. Ова грешка на Брумен, одлично организиран контранапад, претходно видовме прекрасна асистенција со многу чувство на Вугринец, 2 пати погоди Ѓоргиевски од крило во контранапад, 3:2 има Металург во напад. Вардар уште една грешка на Карачич, не успеа да дојде топката до Душебаев, оди сега во контранапад Манасков. Жестоко на почетокот тргнува вице шампионот, крилата изворени, 3 гола за Манасков и за Ѓоргиевски, 2 гола позитива за Металург. Ја гледаме ова изворена контра или изворен спринт и реализација на Дејан Манасков. Се зафали салата во Автокоманда, 2 гола предност кои што му се потребни на Металург без оглед на резултатот. Лазаров уште еднаш да видиме, има погодок, ја имаше топката за момент само во своите раце Станич, меѓутоа ова е првиот гол за Лазаров на овој надпревар, 4:3. Еве го тој момент, не успеа да го скроти Станич овој удар на Лазаров. За сега голманите во овие 5,5 минути без ниту една интервенција. Така беше и на првиот надпревар, тогаш во 30 минути има вкупно 3 интервенции, но кому му е тоа важно? Сега сите погледнуваат кон семафорите, двете навивачки групи се на различните страни од залата. Не е само овде денеска задоволство да се биде во ова гротло, туку и престиж. Напад на Металург, води со 4:3. Вугринец, Ванчо Димовски не прифаќа. Убаво Абутовиќ во одбраната. Брумен, чиста контрагол, 4:4. Ево го првиот погодок и на Брумен, Лазаров, Дибиров, Брумен и Чипурин. Ѓоргиевски на 2 пати, Вугринец и Манасков за овие 4:4 во 7-та минута од првото полувреме. Се одлепи на кратко Металург, победа со 4:2 ги искористи оние помалку неочекувани 2 технички грешки во нападот на екипата на Вардар, меѓутоа вардарци брзо се враќаат за да не допуштат, да не дозволат едниот од двата тима, во случајов Металург, да направи предност. Ванчо Димовски дуел со Козлина. Беа доминатна сезона заедно.
во екипата на Металург. Има жестоки дуели со Козлина и со Абутовиќ. Вугринец сега на центар. Ево одново за Ванчо Димовски се изборува за позиција и за втор удар од 7 метри. Имаше Металург 6 можности во првиот надпревар, 5 пати реализира Ренато Вугринец и јасно е завршили топката во рацете на Ванчо Димовски. Или следува удар кон противничкиот гол, или пак доколку биде поагресивна одбраната. Јасно е дека ќе има 7 метри. Оди Милич на голот против Вугринец. Токму Милич на првиот надпревар во првото полувреме му фати пенал на Вугринец. Да видиме сега. Вугринец повтор пат погодува. 2-2 од линијата за Ренато Вугринец за ново минимално водство на Металург со 5:4. Вардар организира напад. Карачич таму кратко само конверзира со Лазаров. Ако воопшто овде може да стане збор за конверзација, едноставно верувајте и ние самите со колегата Костовски не можеме да си го слушнеме коментарот, но тоа е оваа сала. Кому ќе му одговара повеќе, кому ќе му донесе среќа, радост на крајот ќе видиме. Карачич под прекршок, Велко Марковски стартуваше, ќе има 9 метри. Ќе биде вратена топката одново. Им припаѓа на ракометарите на Вардар. Чипурин, тој пак постојано тука во дуели со Ацеровски и Велко Марковски. Карачич, или мали блок, Душебаев, нема позиција. Лазаров, Карачич, ниту простор ни зоната. Карачич за Брумен, меѓутоа еве конечно и прва интервенција. Станич брани. Останува 15:4, жолт картон за Ацо Јоровски. Претходно за овој стартат Карачич, иако дозволија студиите Начевски Николов акцијата да продолжи на десната страна, беше доста затворен овој агол за влез на Брумен и оттука мислам дека имаше и улеснителна околност Станич да стигне до првата интервенција. 5-4 напад на Металург. Го прочита добро Станич овој влез на Брумен, беше од тешка позиција, меѓутоа одлично се постави српскиот репрезентативец и Металург оди по нова предност од 2 гола, беше 4:2 пред неколку минути со Цендрич, со Миркуловски и со Вугринец. Тоа е бековската тројка која што играше на првиот надпревар. Атман најверојатно се чува за моменти ако затреба, значи не е 100% фит. Најдобриот оваа сезона во дресот на Металург. Меѓутоа Манасков продолжува изворедно. 2-2, една контра, еден позиционен поголок. Тројца ракометари со по 2 гола кај Металург. Вугринец двата од 7 метри, двете крила по 2 гола. Манасков и Георгиевски за 6:4. Металург има повторно 2 гола предност, по ние 4:2 предното. Лазаров оди сега. Обид да се проигра таму Тибиров, меѓутоа 2 минути стриктно ги почитуваат правилата судиите. Начевски Николов во оваа ситуација. Начевски кој што беше тука поблиску и кој што поради играње со нога и односно одбрана со нога на Вугринец го праќа на резервната клупа во наредните 2 минути. Прво исклучување на надпреварот. Вардар има шанса по овие два негатива, меѓутоа не успеа да дојде оваа топка до Чипурин од Филип Лазаров. Одлично се избори таму за оваа топка. Ацо Јоновски, извонредниот дефанзивец на Металург и на нашата репрезентација, човек од кого што многу работи зависат околу цврстината, околу гранитноста на одбраната на Металург. Меѓутоа, еве го сега и во нападот има Металург силен адут. Павел Атман влегува во игра. Најверојатно Червар ќе се реши да ги користи овие минути за Атман, оноку колку што може и колку што е способен да одигра. Со маркере Циндрич, што е веќе постојана варијанта на Червар. Фаул таму на Бутовиќ над Миркуловски во лицето и 2 минути исклучување ќе има за Бутовиќ. Го видоа тоа судиите Начевски, Николов и изедначено е сега според исклучувањата. Да го видиме овој старт, така е, тоа е Бутовиќ и сосема коректна одлука на судиите. Изедначени се силите со тоа што Металург има нешто повеќе време за со ракометар повеќе. 54 секунди откако ќе продолжи нападот на Металург, може да се лутат едните и другите, но двете исклучувања во ред на место оправдани и изравнете силите. Уште една минута и забележувате 6 секунди, па прво ќе биде комплетиран составот на Металург кој останува во напад. Дава знак Начевски, Николов, Миркуловски, Георгиевски се излекува
на позиција на бека. Атман и Миркуловски, тројца играчи од внатрешните позиции. Така оди овој напад на составот на Металург. Да видиме каква е идејата на Лино Червар. Атман за Миркуловски, нема простор за влез. Скушна топка за Ванчо Димовски, може би беше задржан од Козлина, но во рамките на дозволеното. Караджич, Козлина може да завршува, не за Дибиров, лоп, има престап. Има престап, не сум најубеден, најсигурен, ќе видиме забавена снимка, но да го проследиме нападот. Веднаш минува на противничката половина екипата на Металург. Ванчо Димовски се договара со Миркуловски околу оние проигрувања кон него да бидат попрецизни, затоа што постојано е под страшен притисок, а Бутовиќ е исклучен, но тука е Козлина заедно со Карачич, кој сега внимаваат на искусниот, екстра квалитетниот кружен напаѓач на екипата на Вардар. Миркуловски, Атман, нема простор за влез, Георгиевски одново се извлекува на бек, меѓутоа нема идеја во овој напад, Атман прифаќа шанса, гол! Ево го Вардар, односно Металург се одлепува на 7:4 на почетокот на 12-та минута. Уште една шубаво изфинтира, го смени правецот на движење, а беше јасно дека штом се укаже макар и малку простор за Атман, тогаш ќе биде малумресен на големи искушенија, а во продолжение пак таа задача најверојатно ја добива Петар Ангелов. Петар Ангелов бранеше на спротивната страна. Ево го сега на овој терен во дресот на Вардар. Еден од хероите на црвено-црните на победа и елиминација на актуелниот шампион во Лигата на шампионите Хамбург оваа сезона во осмина финалето. Дипиров сега, нема идеја, оди Караджич сам, има фаул таму од Јоновски, меѓутоа голот е признат и 2 минути исклучување ќе има за Јоновски. 2 минути исклучување за Јоновски, многу исклучувања во овој период. Имаше еден период од првиот надпревар во Борис Трајковски и исто така со многу повеќе исклучувања, меѓутоа очигледно дека во овие 12 на минути подобро се снаоѓа на свој паркет составот на Металург. Игра некако посигурно, повеќе грешки на страна на црвено-црните, меѓутоа се уште е рана фаза од надпреварот овде, се уште има битка и ништо апсолутно не може да се насети. Не заборавајте дека Вардар во последните 5 минути во Борис Трајковски имаше 25, 21, па на крај прими 3 гола. Фугринец уште една соло изведба на словенечкиот интернационалец, новиот македонец во нашата ракометна репрезентација. Изворено погледнете, елеганција во движење, прецизност и води Металург повторно со плюс 3,85. А Вардар има шанса затоа што минута и 15 секунди ќе игра со играча повеќе, но одново пресекува за момент Фугринец. Еве сега повеќе простор и нова техничка грешка. Манасков во контра против Ангелов. Манасков трет гол. За 9:5, највисоки во 13-та минута. Само ќе подсетам дека Манасков не постигна ниту еден гол, а јасно е дека Раул Гонзалес, кој прв пат го чувствува овој амбиент во автокоманда, бара тајмаут. Еврофарм, македонски аптекарски супербренд. На 63 внимателно избрани локации на целата територија на Македонија, широк асортиман на фармацевски и козметички производи, современ концепт, 280 вработени кои нудат највисоко ниво на фармацевска грижа, посебен однос кон своите пациенти и потрошувачи, секогаш со нашите спортски херои. Ние постоиме за да се грижиме за вашето здравје. Еврофарм. За овие 3 години визијата за врно здравство во Ремедика стана реалност. 2500 оперативни интервенции, 1400 бебиња, 250 инвитро фертилизација. Фамилиарна насочена грижа. 1500 хируршки интервенции. 5500 анестезии. Повеќе од 50.000 диагностички процедури. Ремедика.
седмерец за Вардар во оваа ситуација. Душебаев влезе повторно со топката. Дибиров втор пат против Станич, првиот пат беше прецизен русинот. И втор пат прецизен, како и Вугринец на спротивната страна. Дибиров 2 гола од 7 метри за рускиот интернационалец. Да видиме поради исклучувањето претходно, повторно со маркер Циндрич влегува во игра. Со Атман, Миркуловски е тука. Празна е линијата од 6, сега тука Миркуловски. Добива топка во Гринец, Петар Ангелов и има својата прва интервенција на овој надпревар. И му требаше вакво нешто на Вардар да се врати резултатски во игра. Душебаев одлично изфинтира, еве сега влез. Имаше ли прекршок на Чепурин? Реагира русинот, меѓутоа оваа топка завршува над голот. Имаше еден мал контакт, можеби од Велко Марковски, не од Вугринеца, но се беше отворено за Чепурин да заврши чисто, да поентира, не успева и натаму под голем страшен психолошки притисок се чувствува тоа играата. Ракометарите на Вардар јасно е тесен е овој простор. Не дека не се навикнати да играат пред многу публика, требали да се навраќаме на се она што го направија вардарци во Лигата на шампионите, но искусен, квалитетен овој состав и оттука очекуваме брзо враќање, но свесни дека не сме да дозволат Металург да направи поголема разлика. Атман 1-1, Вугринец за Миркуловски, искушна оваа топка. Дибиров прифаќа, ќе тргнат ли во полуконтра, затоа што забави за момент. Дибиров привак, Миркуловски чисто велат судиите одзема оваа топка. Манасков сам завршува гол! Четврти гол на Манасков, неверојатно, многу грешки на Вардар. Апсолутно Металург ги казнува сите овие непрецизности во играта на вардарци. Практично и не можем да се сетам кога за 15 на минути ракометарите на Вардар направиле веќе 6 или 7 технички грешки. Да видиме во овој напад се обиде Раул да ги консолидира. Овде има исклучување, да видиме, или само опомена. Ништо посериозно, иако доста опасно отиде Вугринец. Еве ќе видиме таа ситуација. Мислам дека одглуми малку и Карачич да ги наведе Начевски Николов да покажат ново исклучување, што ќе беше голем хендикеп, затоа што тоа би било второ за Ренато Вугринец, човекот што постигна 10 погодоци, единствен двоцифрен на првиот надпревар пред 6 дена. Уфрла Чепурин, Карачич привак е на центар, Душеваев е десно. Петрич многу недостасува, повреден е како и Стојанче Стоилов. Спуштена топката за Чепурин, има само 9 метри. Одново запрено времето, Начевски Николов барати да се интервенира на подот во салата, да бидат регуларни условите за игра. Стои на семафорот 10-6, леговме веќе во втората половина од првото полувреме. Тешко вардарци доаѓаат до гол, иако веќе имаат 6, но голманите практично се без интервенции или по една на двете страни, но реков она серија неочекувани технички грешки, резултатски ги оддалечува црвено-црните. Прибак под прекршок, Атман стартуваше. Информациите беа дека може би нема да добие голема минутажа, но чувствува Червар дека сега му е потребен Атман. Душебаев, може ли сам бие непрецизно над голот? Неверојатно, одново избрза Станич, контра за Манасков. Петти погодок за Манасков, 11-6. Југо, што се случува со Вардар? Вардар е во опасна криза. Металург е во вистински налет. Петти погодок за Манасков, тој во предходните 3 надпревари на кои што постигнуваше голови против Вардар оваа сезона, постигна 11, сега е веќе тука некаде на половина со овие 5 погодоци. Еве го Карачич го враќа Вардар во живот по овие максимални 5 гола позитива што ги обезбеди Металург во 16-тата минута. 11-7 сега Металург напаѓа, изедначени се силите со Миркуловски, Атман, Вугринец е тука во бековската линија, се повеќе минутажа за Павел Атман.
Вугринец сега на централната бековска позиција вкрстува таму со Миркуловски. Уште една грешка, многу грешки од едната и од другата страна, со тоа што Металург многу подобро ги користи оние на Вардар. Најдобра илустрација за се уште она нервоза што постои, за оној притисок што ги имаат едните и другите од важноста на овој надпревар, од големиот влог што е во овие 60 минути предни, веќе помина 17, Вардар оди по негатива, намалување на овие 4 кои што ги направи Металург со предсе, одлична одбрана и казнување на грешките на Вардар. Карачич уште еднаш не бил осрден сега, влегува во вистински оној препознатлив ритам хрватскиот интернационалец Игор Карачич и го постигнува вториот погодок. Вкупно 14 оваа сезона против Вардар за Игор Карачич. 11-8 повторно е предноста на Металург, сведена на оние 3 од кои што практично тргна дополнителните 3 пред малку. Само во претходниот напад на екипата на Вардар се лутеше Прибак, затоа што едноставно плејот на Вардар е свесен дека неговите соиграчи нити се отвораат, ниту се движат онака како што е договорено, како што се работело на тренинзите. Едноставно премногу само иницијативност во играта, солирање, што како резултат донесе избрзани шутеви, технички грешки и така натаму. Нема да важи овој погодок затоа што има 9 метри за ракометарите на Металург. 19-та минута во тек 11 спрема 8-3 разлика. Бутовиќ го забележувате овој старт, но тргна со старт уште пред воопшто да дојде Миркуловски во позиција да бие. Да видиме сега Никола Марковски ќе оди на линијата од 6 метри малку да одмори Ванчо Димовски, остана без дреса, покажува таму на клупата, одново ќе мора да добие нов дрес. За момента грешка, но продолжува нападот Миркуловски со Козлина, не може вака да се мине. Сточека Николов и покажува дека тоа ќе биде третиот удар од 7 метри за екипата на Металург, иако реагира Козлина, но кога е Миркуловски во пол налет, тешко е да се запре преков наднего над Ванчо Димовски и најчесто се прават овие прекршоци за 7 метри. Вугринец досега 2 од 2, трет обид овој пат против Петар Ангелов. Доминатна сезона клубски колеги, Вугринец бие гол. Гол на Вугринец, вкупно четврти и третот со 7 метри, еден од игра за 12 спрема 8. Вардар се уште не може да се пронеде во игра, се уште е надвор од ритам. Прибак е сега оној што треба да ја води играта со Карачич и со Душебаев. Ево Карачич уште еднаш. Обид на Карачич, меѓутоа сега директот сојузник на Станич. Трет пат поред се решава да бие во акција за Вардар Карачич, 2 пати погоди. Сега директот сојузник еве шанса за Металург да тргне повторно на максималните плюс 6 позитива, со тоа што Ванчо Димовски е сега на клупа на линијата од 6 метри, е вториот пикер Никола Марковски со Циндрич, со Атман и со Миркуловски. Одмора сега Вугринец, значи Миркуловски го користи тоа, одлична индивидуална акција на Миркуловски, го постигнува првиот гол во оваа 21 минута. Миркуловски постигна 5 на првиот надпревар. Спортивната страна ја држи втората успешна интервенција и мислам дека сега многумина таму на клупата на Вардар и на теренот погледнуваат нагоре, едноставно посакуваат, молат да мине овој период на непрепознатлив Вардар. Лоши, катастрофални, би рекол 15 на минути, бидејќи се до 7-та минута беше израмнето 4-4, а тогаш влезе Вардар во онаа серија технички грешки, што металурзите знаат да ги казнат. Атма не може да завршува, меѓутоа Манасков доцнеше Душебаев да прифати ова топка. Миркуловски крај голот. Ангелов за Душебаев. Душебаев одново, Прибак гледа на левата страна, нема негов соиграч. Каде е сега и зошто воопшто во игра го нема Карачич?
Забележавме и уште една слабост во играта, оние две контри на Георгиевски, на Манасков, потоа толку е психологијата присутна што вардарци не се враќаат ју навреме да затворат. Немаше слабо трча, точно е тоа. Факт е дека се под огромен психолошки притисок го користи тоа максимално Металург во оваа сала на крилата на публиката, на својот познат паркет. Него жестоко ракометарите на Лино Червар, крвотот е познат како страшен мотиватор и засега сето тоа дава резултат. Карачич обид да се конектира таму со Тоскич, со новиот пикер кој влезе на местото на Чипурин, имаше неколку еден поточно непрецизен удар, Чипурин постигне еден погодок, меѓутоа менува Раул Гонзалес. Душе Баев сега нема шанса за удар, одлично функционира оваа зона 6-0, се обидува Вардар преку Дибиров преку крило да ја сруши, меѓутоа трета интервенција на Станич, ако тој влезе во ритам, црно му се пишува на Вардар, а тркнува така некако Станич на почетокот со три интервенции. Прибак се годи, го мина таму Јоновски, се обиде Душе Баев да шутира, имаше многу подобро решение, беше сам Брумен на десно крило. Еве сега опасност за Лино Червар во одбраната, затоа што Ацо Јоновски добива второ исклучување, ако не се лажам за тоа. Второ исклучување, реагира Јоновски, вели дека не бил тој што стартувал, иако и Миркуловски тока беше во тој дуел. И еве добива опомена Јоновски од Червар, знае хрватскиот стратег со македонски пасош, нема да заборавиме колку е значаен Ацо Јоновски за оваа перфектна одбрана што го запира Вардар на заблудни погодоци во овие 22 минути. 13-8, но има шанса сега Вардар да се врати. Само доколку го искористи овој период на игра со играча повеќе. Душе Баев, диагонала, Дибиров надлез со лопи, нема среќа, неверојатно. Па можно ли е ова да му се случува на Вардар тимот што заедно со Металург ја прослави Македонија на секаде низ Европа, тимот што го понижи Хамбург, а еве видете што се промашува овде, неверојатно. Ова е таков надпревар. Овде само најдобро ментално подготвените и физички. Ова е крај на сезоната, пеколна беше и ќе видиме кој ќе успее да ги извлече последните атоми на енергија за да излезе како победник од оваа војна која што полека но сигурно започнува. Засега Металург е подобар, поквалитетен, со многу повеќе жар, емоции во играта. Шутираше во Гринец, ја допре оваа топка Ангелов, тоа е негова интервенција број 2. На спротивната страна Станич има една повеќе, меѓутоа останува во напад Металург. Еве го тој удар, така ја допре оваа топка Петар Ангелов. Нова акција на Металург со ракометар, помалку меѓутоа со маркер и со Циндрич. Манасков е сега. Еве го во Гринец, овој пат пречката, сојузник на голманот на спротивната страна. Во претходната акција Дибиров не успеа да го совлада поради пречката. Станич и оди Вардар по намалување на оваа предност која што е сериозна. 5 гола позитива, 24-та минута од играта. Да видиме Душе Баев, Карачич, Прибак и Маркович на местото на Дибиров. Веднаш реагира шпанскиот стратег на клупата на Вардар. Одлично Карачич за Тоскич, меѓутоа кеџо таму на линијата 6 метри и двометрашот сега добива исклучување ново. 20 ракометари помалку сега има Металург. Како играчот на фудбалскиот клуб Металург вчера сосема непотребно, еве го тоа колено. Еве го тоа колено што го видоа судиите и мислам дека нема причина сега да реагира ниту публиката, ниту од клупата за ова исклучување на кеџо. За сега судиите одлични, навлез и погодува Брумен. Втор погодок за Брумен, намалува на 13:9. 5 секунди до враќање на прво исклучение од Ацо Јоновски. Секако нема тој да се врати во игра затоа што Металург е во фаза на напад. Ќе оди со 5 играчи: Манасков, Миркуловски, Георгиевски, Вугринеца и Атман, или со 6, затоа што го нема Станич на голот на Циндриче со маркер. Нешто веќе многу пати видено и што дава резултат, да не се дозволи да се излезе фластер на некој од бековите, иако сега жестока битка таму. Миркуловски бие на линијата од 6 метри. Различни тактики во зависност како, со колку ракометари и со кои ракометари се напаѓа, демонстрира
тимот на Лино Червар, очигледно анализата одлично направена, иако такви информации стигна и од таборот на Вардар. Миркуловски одеше на избегување прекршок. Георгиевски подзакана пасивен напад, Вугринец запрен од Тоскич. Да видиме само 9 метри, меѓутоа ќе остане раката на судиите Рачевски и Николов подигната. Плюс 4, а потоа уште 50 секунди. Вардар ќе има играч повеќе и затоа вардарци знаат дека сега мора да се одбранат. Ево го тој пластер над Вугринец. Бие Атман и да видиме. Еве нов подарок. Трета интервенција се покажува залудна на Ангелов, затоа што добива нов напад екипата на Металург. Одби Ангелов, а Атман ја припати оваа топка и одново Металург во позиција да дојде до највисоки плюс 5. 5 минути останува до крајот на првото полувреме. Вугринец, Циндрич оди надвор. Вугринец, жестока битка. Има само 9 метри, сега интервенираат вардарци, бараат судиите веќе да сигнализираат и пасивен напад, токму тоа и се случува. Миркуловски не минува крај Брумен, спуштена топката за Георгиевски. Имало фаул, ќе биде вратена акцијата со уфрлање од 9 метри, но се помалку време да завршува Металург, иако минува и времето од казнетиот Кеджо, уште 11 односно 10 секунди до комплетирањето. Атман ќе мора да се завршува. Вугринец бие, нема гол! Интервенција на Ангелов, четврта, но го изарчи Вардар она време што можеше да напаѓа со играч повеќе. Душебаев, Брумен, надлез Брумен на прва. Прочита, неверојатно, Станич, тој потека со ногата, вреди да се види. Едноставно, огромно ова искуство. Затвори кон средината, а потоа, еве го, се рашири, отвори и со рака и со нога оној пеперутка стил. Пета, односно четврта интервенција за Дарко Станич, што го држува Металург и натаму во многу значајно водство во вакви надпревари, кога и еден гол знае да реши како што беше и на првиот надпревар. Нема гол, Вардар не успеа да искористи две исклучувања на Металург. Металург има предност од 13-9, сосема солидна, има изедначена постава со Вардар, го има расположен Георгиевски и двете крила воопшто. 8 вкупно голови, 3 на Георгиевски, 5 на Манасков, изворено функционираат на овој надпревар двете крила за разлика од оние на Вардар. Дибиров постигна 2 гола, меѓутоа двата од 7 метри. Брумен постигна исто 2. Вардар е во напад, 27 минута финиш, значи на првото полувреме. Карачич е тука, издегува Велко Марковски, Душебаев оди, одлично затвара во одбрана. Павел Атман игра сега и во два правца. Атман приба конечно шанса за удар, повторно директно сојузник на Станич, има контранапад, меѓутоа грешат ракометарите на домашниот состав. Душебаев оди сега, мала брканица, потребно да видиме дали ќе застане Прибак и ќе тргне стрпливо овој напад. Не, Марковиќ не го користи просторот. Вардар игра многу конфузно, игра со многу грешки, буквално без стратегија, ако не е Карачич кој што го постигнува третиот гол. Металург можеше да направи многу поголема предност. Вака останува на 14-10 во оваа завршница. Повторно не издева навреме од блокот на Металург. Конкретно во ситуацијата Ацо Јоновски задосни, брзо изфрли, испука Карачич и погоди. 14-10, меѓутоа Металург е сега во напад. Циндрич е на централната бековска позиција. Сега одмора штеди сила Лино Червар за Миркуловски, Златко Мојсовски на десно крило. Манасков останува на левата позиција затоа што е најефикасен досега во овој надпревар. Тимовски се враќа на конечно на линијата од 6 метри. Тој добро се одмори и Атман сега. Каква улога игра Атман. Ова е ракометарот кој што му недостасуваше на Лино Червар. Се согласи, го прифати, тоа одигра без него во првиот надпревар хрватскиот стратег, меѓутоа го има сега онолку колку што е способен, го одмори првите 10 минути, мислам дека од прилика тука беше 9, потоа го уфрли во игри, еве го сега Атман во клучните моменти можеби од овој период погодува. Погреши Душебаев, украде Вугринец, нова контра сега. Мојсовски му ја препушта топката на Атман и од Зицер чиста позиција промашува Атман. Пропушти Металург шанса да дојде на максималните плюс 6, вака во контранапад Марковиќ погодува, тој е негов прв погодок и наместо плюс 6 за Металург сега е минус 4 за Вардар, откако во контранапад гледате прецизен беше Марковиќ, влезе на местото на Дибиров.
Заврши 5 секунди, варварци сега знаат дека не сме да дозволат, мора да се одбранат, односно минута и 5 секунди, простете, да спасат што може да се спаси. Знаат дека не може да трае вечно оваа криза во нивната игра, не само во нападот, и во одбраната. Излезат ли подлабоко, Металург ги казнува преку крилата, влезат ли плитко, тогаш влезовите на бековите се фантастични на Металург и едноставно немаат одговор. А Лино Червар знае дека ова е многу значаен момент, напад, да се одлепи одново екипата на Металург, па затоа бара тајм-аут. I take it slow, but I like it fast. The game is hard, but I take it easy. Lights are fascinating, but I'm having more fun in the dark. Straight, rebel, live life your way. Многу не слушнав и не разбрав од овој тајм-аут на Лино Червар, меѓутоа очигледно том првите зборови беа дека има 40 секунди до крај, значи ќе инсистира да се игра до крај. Југо, она слушнатото, до крај. До крај, да. Завршите 10 секунди, советуван Миркуловски да биде агресивен на влез или пак на изнудување 7 метри, да не се форсира. Веќе видено, веќе слушнато. Дури ако слушнав и под пасива рече дека треба да се оди до крај Червар. Апсолутно, ајде да видиме. Ево го, веќе е подигнат на пасивен напад. Атман да тргнува на влез. Има 9 метри. Запрено времето на 21 секунда до истекот на првото полувреме. 15-11. Негатива од 4 за Вардар, посакуваат црвено-црните да биде така или евентуално да успеат да пресечат со контра, да намалат и на -3. Во спротивно Металург пак напаѓа за високи +5. Циндрич за Атман, низ зората и ево го Атман одново. Одново Атман, трет гол за 16 спрема 11. Вардарци имаат 10 секунди. Карачич, Прибак, може ли нешто? Фаулиран Прибак. Има контра, Марасков, погледа кон семафорот, бие, нема гол! Ангелов спасува со својата пета интервенција. Вардар да не замине и со уште поголема негатива, иако и тоа како непријатни се овие 5. Или Вардар пукно во првото полувреме, постигнува или е запрен на само 11 погодоци, но многу промашени ситуации, многу технички грешки, нереализирани зицери и на крајот 4 интервенции на Станишију. Апсолутно, Металург сосема заслужено го добива првото полувреме. Имаше многу поголема мотивација, агресивност, жар во играта, прецизност, ги користеше грешките, поточно секоја грешка на противникот. Манасков успеа да промаши за прв пат во шестиот обид во последните секунди и не му го донесе на Металург највисокото водство што го имаше на овој надпревар од 6 гола позитива, но и овие 5 се исклучително битни и значени. Со нив Металург е стартува на почетокот на второто полувреме на решавачките 30 минути. 5 гола за Манасков, 4 за Вугринец во составот на Металург кај Вардар, најефикасен Карачиш со 3 погодака. Југо заврши битката во првото полувреме, но војната доправа престои. Од тука, почитувани гледачи, останете со првиот програмски сервис. Ќе биде жестоко во вторите 30 минути, верувајте.
60 остана уште само 30 минути. Не подценувајќи никого од македонските суперлигаши кои настапуваат во плейофот, но тешко е да се предпостави дека Металург и Вардар може некаде да кикснат, да изгубат бодови, па затоа овој надпревар практично или овие заврши 30 минути ги прогласуваме за решавачки, а Металург води влегува со одлична предност 16 спрема 11. И одново за спецификата на големото, единственото, не само на овие простори, ракометно дерби. Мислам дека само во Македонија се игра, се случува и на полувремето. Тргна во меѓувреме една во најава пресметка меѓу навивачките групи. Интервенира органите на редот, веднаш се распоредија специјалните сили на МВР, не дозволија да дојде до никаков контакт, но мора сега да се интервенира тука на подот, неколку истурени шишиња со вода, ништо сериозно, а ние сме подготвени да влеземе во периодот во кој Југо не само минутите, може би секундите ќе решаваат, но Вардар треба да се врати. Апсолутно, затоа што Металург оствари едно од главните задачи, значи да го задржи Вардар на што помалку погодоци. 24-23, например, победа му одговара на Металург, затоа што Вардар славеше со 25-24 во првиот надпревар. Но тоа се само бројки, долу на теренот се кова победата. Миркуловски, исклучително рационален, квалитетен во првото полувреме. Еден удар, еден погодок. Еве го и во вториот дел започнува со гол и предност 17-11, највисоката што имаше Металург во првото полувреме. Еве ја и на почетокот на вториот дел. Лазаров, па сега Душебаев оди, Карачич има фаул таму од Јоновски, мора да внимава, Јоновски има две исклучувања, наредното за него би значило црвен картон и место во публика. Тоскич, Филип Лазаров, Душебаев, Карачич, Марковиќ е лево на местото на Дибиров, Брумен е на десната крилна позиција, Тоскич е на линијата од 6, еве го сега Душебаев, ето, одлично, прецизно додавање, меѓутоа Станич, интервенција број 5 се изедначува со Ангелов на спротивната страна по бројот на интервенциите. Ова се многу значени моменти за Металург. Води со 17-11, брани Зицер, Станич од Брумен и сега тргнува Металург по највисоко максимално водство од 7 погодоци. 32-та минута ерупција од воодушевување, јасно е. Двата команда има повеќе домашни навивачи. Нема дилеми околу тоа, но неверојатно беше и она. Се сеќават и во финишот на првото полувреме речиси на идентичен начин. Станич му паќа, му брани два Зицера на еден од најдобрите поединци на Вардар, Брумен. Металург во напад, во обид да стигне до невисоко водство. Атман сега нешто поагресивно делува одбраната, мора да биде така. Миркуловски навлез бие, нема гол. Еве го и Ангелов на спротивната страна, негова шеста интервенција. Се развива полуконтра, Карачич за Козлина, знае да заврши Козлина, бие, погодува. Еве гол и на Козлина, остана, јасно е во развојот на оваа контра за вардарци. Намалува на 17-12, разликата и натаму е многу голема. Ако забележувате, Станич уште е во иста позиција на својот гол легнат. Еве дури сега се подига. Забелешка мала што се десува до одбраната на Вардар, иако требаше големо искуство да биде оној надпревар со Металург прв на 2 мај, кога Металург се обидуваше постојано низ средината и сега, барем што се десува до оној прв погодок на Миркуловски, иако Миркуловски постигна два, одново заедно со Атман дозволуваат доста влезови вардарци на 6 метри. Еве го одново Миркуловски. Ако не е пенал, ако не е гол, тогаш во најмала рака таа акција се враќа со уфрлање од 9 метри. Не наоѓаат решение вардарци во одбраната засега, иако се обидуваат да излезат нешто подлабоко. Ѓоргиевски и Манасков фудболува како втор пикер се крилните играчи, бие Атман од конструкцијата, од пречката, топката високо се одбива горе, а Вардар тргнува во нов напад, многу значаен. Козлина е повторно, не се решава да бие. Запира сега Душебаев. Филип Лазаров да влезе во игра, Карачич ќе оди на центар, Лазаров лево, Душебаев останува десно. Може ли
И на минус 4 да се врати Вардар. Овој период е многу битен за црвените да го искористат. Обид за атрактивна асистенција. Игра со нога. Игра со нога, немаше намера, но игра со нога во секој случај. Ќе останат ракометарите на Вардар во напад. Карачич, 1-1 бие Карачич, овој прата крај голот. Има избрзани шутеви, акции што се завршуваат на ваков начин, без она што го води Червар, веројатно и Гонзалес, до крај, до позиција, до чиста ситуација. Го нема тоа кај Вардар. Нема Вардар буквално во овие 35 минути нема или многу малку, да речам една или две изработени позициони акции, добро со квалитетни додавања, со течен напад, со прецизност. Го нема тоа во играта, го нема Дибиров, го нема Душебаев, не досасуваат нивните погодоци. 12 заедно постигнаа во првиот надпревар, еве сега погреши Миркуловски таму во додавањето, не стигна топката до Ванчо Димовски. Душебаев сам, меѓутоа краде топка. Манасков остана, Ванчо Димовски тука пред Ангелов и престап прави. И направи престап пикерот на Металург. Да видиме што е сега досудено. Ќе се врати топката назад, нема потреба за реакција на публиката, сите се наносе со негодување кон судиите. Еве сега ќе видиме, мислам дека ево го моментот кога со левата нога апсолутно откако остана она дилема кај мене за Дибиров, сега внимавам, рече си колку и судиите на евентуален престап. Да, а тоа сакам да кажам, судиите па внимаваат многу повеќе од нас. Затоа што тој гледа во моментот каде стапнува играчот. И мислам дека во вакви ситуации нема тука дилема околу исправноста на одлуките на судиите. Вардар тргнува по минус 4. Металург одлично отвори во второто полувреме. Поведе со 17-11. Еве шанса за Вардар сега, да видиме. Карачич. Оди Брумен на удвојување таму на линијата од 600 Тоскич. Душебаев за Марковиќ, меѓутоа неговиот колега од репрезентацијата на Србија Станич брани. Шеста интервенција за Станич, изедначени се тркаат со Ангелов од противната страна, меѓутоа овие интервенции на Станич, гледате со глава сега успеа да ја одбрани топка Дарко Станич и да му овозможи на својот состав да ги повтори оние максимални 6 гола позитива. Велам, 6 интервенции на Станич, 6 на Ангелов, меѓутоа овие на Станич сега кога Металург се обидува да се одлепи уште повеќе, да биде што по-безбеден во периодот кога Вардар треба да ги има своите минути. Се уште ги нема. Ако успее Лино Червар да го одржи својот тим во ваков ритам, во ваков квалитетен, континуиран отпор и квалитетна изведба, тогаш ќе биде многу тешко за Вардар, доколку продолжи со ваква игра. Зоната 6-0 на Вардар, нешто поагресивно излегува таму Козлина, меѓутоа немаше таму проблеми. Миркуловски тргна. Козлина, еден од неколкуте ракометери кој што го носел и дресот на Металург и на Вардар во овој случај на теренот. Селизна Миркуловски заврши доста непријатно во прегратката условно на Козлина, значи нема тука воопшто причина за некакво исклучување на Козлина. Во пол налет беше Миркуловски, но не знам од што е направен овој човек. Како да е од челик, нескрштив. Реков, феноменален беше на излегувањето, пол со набој надпреварувачки. Едноставно свесен дека тука ќе победи само оној што ќе даде не 100%, туку и повеќе од тоа. Ангелов брани, тој засега со својата седма интервенција го држува Вардар. Марковиќ контра и гол. Ево го Марковиќ и веќе Вардар нема, ама баш никакво право на промашување. Втор погодок намалува Марковиќ на 17 спрема 13. Се јавуваат сега и највачите на Вардар. Тотина ги има, така е, само што се спремаше, се подготвуваше да влезе во игра Дибиров на местото на Марковиќ, погоди неговата замена и Раул Гонзалес го остава се уште во игра српскиот интернационалец. Миркуловски го предводи нападот на Металург сега. Ванчо Димовски е тука, Вугринец и Циндрич се во игра. Георгиевски и Манасков на крилните позиции. Циндрич, мајстор е за вакви ситуации. Сериозно засилување на Металург под зоната. Брз е, знае брзо да изфрли, има добри движења, добро лажно движење сега. Удар го измам Ангелов и 18-13, 5 гола предност има Металург. Вардар е сега во напад. Карачич. Душебаев е таму. Нема топка за Брумен.
Карачич го бара Тоскиш, меѓутоа еве го Душебаев сега директ од сојузник на Станичи, изворена контра на Вугринец па Манасков. Фантастична акција. Шести поголок на Манасков, меѓутоа имаме ли шанса да ја погледнеме извонредната асистенција на Вугринец? Тоа е вистински специјалитет во паѓање, фрла контра и завршницата е неминовна едноставно. Југо без гледање во празно, но точно знае каде е Манасков. Тоа е предноста на Металург. Многу поголема разновидност во играта, во нападот. Од друга страна се чувствува, иако Вардар постигна феноменален резултат во Лигата на шампионите, стигна до четвртфиналето, можеби неоправдано не е на завршниот турнир на најдобрите 4, но можеби токму од тоа неискуство од играње вакви надпревари, кога се решава во еден надпревар, кога се решава дали до година ќе се игра во Лигата на шампионите или ќе се чека вајлд карта и ќе се аплицира за слободно место во квалификациите. Лазаров конечно погодок од 9 метри со скок, со удар, втор за Лазаров, намалува на 19 спрема 14. Кај Металург функционира и контрата и позиционен тапат. И оние влезови на 6. Се сеќавате претходно при промашувањето на Циндрич кога топката заврши над голот. Неверојатно е, Вардар не успеа воопшто да тргне во контра. Сето тоа може би говори за психолошкиот притисок под кој се вардарци, но има квалитет, има искуство, иако има негатива од 5 разлика. Сега Циндрич и уште еднаш се разигра Циндрич. 2 од 2 во последните 2 напада за 20 спрема 14. Не можеме да го наречеме джокерот на Лино Червар, меѓутоа во овој период од играта на вистина ја игра таа улога. Вардар се уште нестрплив, брзоплет, со лоша течност во играта, во нападите. Нешто недостасува. Дали е тоа мотивацијата, дали е тоа фокусираноста во играта, не знам, меѓутоа Металург има квалитет плюс, тоа е факт, веќе 40 минути. Сега обид на Караджич, имаше таму веќе 9 метри, што го покажа судиите на Черски. Нека обрнат гледачите внимание на подвижноста на работата на Велко Марковски и Јоновски. Феноменална работа вршат во одбраната. Неверојатно. Апсолутно, тоа е еден страшно воигран тандем и дефанзивци кои што игра одамна и еве сега вистинска демонстрација на пековната одбрана на Лино Червар на зоната и буквално еруптира сега автокоманда на клупата е изворедна и мотивацијата едноставно носени од оваа атмосфера, на крилјата на оваа публика на атмосфера. Ракометарите на Металург играат на вистина безпрекорно, меѓутоа 20 минути има уште до крајот, 6 гола предност. Металург е во добитна комбинација, но сето тоа треба да се одржи во ваков континуитет, ваков квалитет и ритам во играта. Миркуловски, Циндрич, еве го. Вугринец, одличен напад, меѓутоа не погоди Вугринец, немаше одбрана од Ангелов. Оди во полу контранапад Вардар. Румен стигнува прв, минува крај Миркуловски, но стани! Седма интервенција. Митревски, простете. Значи, во вистински момент сега и измена на голот, она што го гледаше од клупата Митревски, го на теренот го пресликува и го запишуваме интервенцијата број 1 на нашиот репрезентативен голман. Кога те сака, кога не оди, едноставно не оди. Така викаат во спортот, да. Ајде да видиме, има време, 20 минути за Вардар евентуално да се врати, да ја направи неизвестна завршницата. Но е веќе период кога металурзите добиваат совети да ја изморуваат топката до чиста ситуација што ја пронаоѓа Миркуловски. Трет гол за 21 спрема 14, да видиме дали беа покажали 2 минути. Југо имаше старт на Миркуловски. И покажува и измена Миркуловски, дали се работи за коленото. Веднаш покажа дека ќе треба да има измена Миркуловски, да видиме уште еднаш оваа акција. Соло успеа да го издржи дуелот со Козлина и во моментот кога Козлина помисли дека Миркуловски ќе се врати назад, се случи обратно, да тргна сам и погоди Миркуловски 3 од 3, извонреден денеска во вистински сјај.
еден од највлијателните ракометари на Металург. Максимални 7 гола. Предност за Металург. Вардар, да видиме дали има решение, дали има стратегија, концепт, како да продолжи натаму. Лазаров, тој ја одржува предноста. Постигна гол претходно, прецизно сега успеа да го совлада Митревски, 21-15 и да видиме дали е време сега Лино Червар да нареди да се игра долг, стрплив напад, да се троши времето, затоа што полека, но сигурно се приближува 45-та минута, првите 15 од второто полувреме. Еве го Атман сега влегува свеж, со Циндрич и со Вугринец, го нема Миркуловски, изворедна ротација на Лино Червар. Искусно, подигнати се рацете на судиите. Атман добива топка од долу, шутира го, пробива блокот. Павел Атман во момент кога веќе беа под пасива ракометарите на Металург, погодува Атман повторно плюс 7. Дибиров сега се обидува нешто на централната бековска позиција. Една ваква ситуација, не знам колку ќе биде тоа паметно да се одигра. Дибиров постигна 2 гола на почетокот од 7 метри и толку. Душебаев нема постигнато погодок. Тоски чисто така играше. Значи тоа се ракометарите од кои што се очекуваше погодоци. Меѓутоа изворедна е дефанзивата на Металург. Играат една страшна, компактна, класична зона. 6:0. Буквално тешко доаѓаат до позиција до гол. Вардар нема игра, еве сега се обидува повторно преку Пикер, меѓутоа таму извореден во одбрана. Вуко Борозан навлегува сега, пушта и уште по свеж, по одморен ракометар. Тоа е младинскиот и сениорскиот репрезентативец на Црнагора, на новото засилување на Металург, кој што засега само во дефанзива, во неголемиот дел од случаите ги покажува своите квалитети. Инсистираат на игра од на Пикер, има фаул, има 7 метри, да видиме дали исклучување. Да, за Павел Атман покажува Начевски. Тоа е веќе пето исклучување, прво во второто полувреме во екипата на Металург. Вардар играше само без Абутовиќ во еден период од првото полувреме, но и во една таква ситуација кога има играч повеќе, Вардар не успева, а сите тие исклучувања пак во екипата на Металург и како резултат на агресивната одбрана, но во секој случај мислам дека добивката е многу поголема. Дибиров оди на линијата, 2 гола и тоа двата досега од 7 метри, еве го и третиот 3 од 3, но недостасува добар Дибиров од игра, а го нема засега, нема ниту топки, иако имаше 2-3 промашувања во првото полувреме. Ќе оди Никола Митревски надвор, затоа што Циндрич се враќа да го комплетира нападот. Значи празен е голот, во секој случај со маркер играч, нешто веќе видено. 43-та минута изминува, јасно е, Металург има позитивот, 6 разлика, ќе го арчи, ќе го троши времето, но многу итро. И она што го направи Миркуловски беше советувано, значи да се успие одбраната, но ако се најде позиција за влез, без оглед на што нападот уште можеби во фаза во која не е подзакана на пасивен, да се влезе, да се поентира. Токму тоа го прави Миркуловски, а сега изнудува и четврти удар од 7 метри, кој беше Југо Вугринец, 3 од 3. И одново, сега против Милич. Ренато Вугринец сгреши само еднаш на претходниот надпревар, 5 пати реализира. Страхиња Милич, не. Вугринец уште еднаш, пети негов погодок, 4 од 4 од 7 метри. Што е важно, дали се головите од игра или пак од 7 метри. Вугринец ги менува бројките зата своето име, а Металург води со 23-16. Лазаров избрзано. Нема концепт. Ова игра апсолутно не личи на Вардар. Навикнавме, ги гледавме последни дуели денини, они од посилните со
Френсбург со Хамбург. Ова е најлошото издание во најнезгоден момент за екипата на Раул Гонзалес. Сега мирно тргнува Металург Манасков, па сега Миркуловски. Пречката сојузник на Страхиња Милич оди во контранапад. Душебаев шанса да го постигне првиот гол и не успева. Не успева, Митревски успева да одбрани уште еден зицер. Ево, вистински сјај Никола Митревски, двајца голмани денеска кај Металург, остана Мијатовиќ. Меѓутоа погледнете каква интервенција на Митревски. Тотално деконцентрирани ракометарите на Вардар. Си го прави своето и атмосферата, си го прави своето и резултатот, меѓутоа очигледно дека има многу ракометари во Вардар кои што не ја почувствувале жестината на ова дерби. Тоа е една од големите причини, без оглед колку искуство имаат зад себе, но и товарот што го носи по мислата дека овде се покажува кој е подобар. Мислам дека дополнително влијаеше Милич. Еве интервенција, судиите не свират ништо, без оглед на реакциите. Да видиме Козлина. Еве чиста ситуација, Дибиров, легува Дибиров и неверојатно. Митревски прави престап, но и Митревски го спречува овој удар. Без оглед дали ќе беше поништен голот, ора неверојатно е Југо што Вардар не успева веќе да реализира. Страшна интервенција. Штета што да бидам искрен, ќе оставам оваа трета интервенција кај Митревски, без оглед што играта беше прекината и заслужува, да. Така поради престап, неверојатно е ова. Како може искусни, квалитетни играчи вака да подлегнат на атмосфера, на психологија, Звојден Клуче надпревар. Вие сега Циндрич, нова, втора интервенција на Страхиња Милич. Карачич, ништо од евентуална контра, иако продолжува брзиот развој на овој напад на екипата на Вардар, но топката завршува таму кај фоторепортерите во аголот, далеку од голот на Никола Митревски. Се враќа Филип Лазаров во игра. Дибиров. Лазаров бие. Лазаров засега со својот четврти погодок на трет во второто полувреме. Толку го одржува, но дали воопшто има шанса за Вардар, затоа што времето тече 13,5 минути до крајот. И сега во една ваква ситуација, ако вака се движи резултатот и особено ефикасноста на Вардар, на Металург го одговара и победа од еден гол разлика. Но, да го оставиме тоа за подосна, да видиме. Металург има мирен, стрплив напад. Убаво Миркуловски за Манасков, што се најде на линијата од 6 таму. Миркуловски оди сам, многу простор и пропустила е одбраната на Вардар. И тоа како? Се што успеа да мине, да обезбеди простор, Миркуловски реализираше. Четврти погодок за него, има доволно добро балансиран состав на стрелци. Лино Червар во својата екипа. Ова е пробивање сега. Тргна таму Душебаев, има контра за Металург. Георгиевски погодува Георгиевски. Дали е тука почетокот на крајот на Вардар и на прашањето за тоа кој е новиот ракометен шампион на Македонија. Прв гол за Георгиевски во второто полувреме. Купно четврти. Реков дека има страшно балансиран состав на стрелци. Лино Червар најефикасен, Манасков 6, Вугринец 5, по 4 Георгиевски, Миркуловски и Апман, тројца значи ракометари. 25-17 плюс 8 за Металург, 48 минути. Нема место за разочарување. Раул Гонзалес ќе научи што значи ривалитета со Червар. Југо практично Гонзалес дојде по нова година, значи не учествуваше во оние 4 надпревари, 2 во СЕХА и 2 во Лигата на шампионите. И не играл во автокоманда. Така, се е ново за него. Веројатно не очекуваше вакво нешто и дел од неговите ракометари. Митревски уште еднаш. Четврта успешна интервенција, јасно е сега. Кој сега да мисли воопшто на противничкиот гол. Поглед на часовникот и ќе се арчи времето. Воодушевување во салата, иако и во една ваква ситуација не застануваат навивачите на Вардар, ги бодрат своите избраници на теренот, но дали има време за да се случи чудо овде? Високи, неверојатни
Поче 39-та минута, 25 спрема 17, 8 погодоци разлика. А каква одбрана играе Металург и колку ја држи топката во нападот и на кој начин одработуваат се избраниците на Червар. Тогаш човек стварно да се запраша постои ли воопшто начин и како да се одигра против Металург во една ваква ситуација. Пенал. Пети седмерец. Маестро Вугринец 4 од 4 претходно. Трет пат против Страхиња Милич. На овој натпревар. Немилосрден, прецизен. Вугринец. Шести погодок. 5 од 5 од линијата за 7. Неколку прекрасни асистенции. 26-17, 9 гола предност. Автокоманда почнува полека да го прославува новиот шампион и враќањето на титулата во оваа сала. Вардар има 8, Металург 5. Каков голмански транс сега на Митревски. Пред малку доби совети од Дарко Станич. Четврта интервенција. 7 има Станич кој што е на резервната клупа. Подигнати се раслед на судиите. Греши Дибиров, поточно Душеваев, простете. И тука е најверојатно крајот на одисејата на Вардар во домашното првенство. Иако рече Изоки пред малку не смееме да ги подценуваме другите екипи, меѓутоа оваа сезона квалитетот се разбира на страната на овие две. 10 минути до крајот и 15 на секунди, публиката е нанозено, кому му е сега до седење. Едноставно се случува нешто што никој не го очекуваше, ниту во екипата на Металург, но одлично тактички се поставија. Едноставно и среќата ги посака Вардар, ниту имаше среќа, ниту пак би рекол доволна подготовка да му се спротистави на еден Металург во Автокоманда. Една од ретките, втора или трета, може би само техничка грешка на екипата на Металург. Со 304 пати се повеќе техничките грешки на ракометарите на Вардар, како што беше и онаа предмалку асистенцијата на Душеваев кон Брумен. Дибиров запрена Курин, комбинација со Филип Лазаров. Тој во серија постигна неколку гола, но колку да се одржува негативата и одново испуштена топка. Никако да се најде решение во нападот, но за тоа е виновна и одбраната. Перфектна, неверојатно стабилна. Се е добро изанализирано и дава резултата за екипата на Металург. Душебаев тргнува сам, не може таму крај Атман. Затворен овој агол, но погодува Брумен. Негов четврти гол, само прво второто полувреме намалува на 26 спрема 18, но неверојатни се во ситуација кога остануваат нешто повеќе од 8 минути, 8 голови, а пресметале статистичарите дека во просек 30 до 35 напади или по една минута арчи Металург на свој напад, тогаш за Вардар нема ни теорија. Апсолутно. Мора да се довршат овие 9 минути на клупата на Металург. Се слави веќе, меѓутоа оној што е најбитниот, стратегот е многу мирен. Да видиме има ли 2 минути исклучување сега за Карачич во овој дуел со Вугринец, што ќе покажат судиите. Само 9 метри. Овој шести дуел оваа сезона на двете екипи по 2 победи и едно реми. Ова за Металург драгоцена слатка за нова шампионска титула. Ојлевски е влезен на местото на Манасков сега. Редно е да се одмори човекот кој што беше главен во оној фуриозен старт, во оние контранапади во првото полувреме, постигна 5 гола, еден во второто. Најефикасен е заедно со Вугринец на теренот. Ево го Вугринец сега атрактивно за Георгиевски, да видиме 2 минути исклучување ќе има за Душебаев. Душебаев, исклучување, зад неговото име немаме забележано погодок денеска.
го нема Петрич на таа позиција. Падна товарот на Тушебаев, го има повратникот до зомива кем Терзич. Раул Гонзалес меѓутоа не влезе во игра. Има 7 метри, ги обезбедува Атман. Бранеше од 6 Брумен. Седмерец број 6. Да видиме дали новопечениот македонски репрезентативец кој оди шести пат, така е. 100% ефикасен на овој надпревар Ренато Вугринец. Се уште актуелниот најдобар стрелец во Лигата на шампионите. Овој пат против Ангелов. Нема промашување денеска, работи како компјутер. Седми погодок. 6 од 7 метри. Дваесет 53-та минута е од тек. Вардарци комбинираат, свесни полека дека останува се помалку време, се помалку шанса. А и Митревски, верувал или не, влезе во второто полувреме, во кое Станич, не, Југо, ми покажа колегата Косовски 5, која броја ми онаа шеста интервенција, рековме ќе ја забележиме затоа што беше феноменална. Ниту Дибиров, ниту Митревски знаеа дека Дибиров прави престап. За да се изедначи со Станич. Ајде да се пошегуваме малку во ситуација кога се чини се познато до крајот. Атман Вугринец бие погодува 8-ми погодок за да биде наефикасен за 27 спрема 18, најубедливо водство, односно 28-18 за најубедливи 10, неверојатни 10 разлика. Чипурин не може да мине ниту тој. Седма интервенција на Митревски. Блеска. Ова момче кое кога ќе ја добие својата шанса ја користи максимално. Сите честитки и за Червар кој точно го почувствува моментот. А сега да видиме тајм-аут. Би рекол ова е повеќе Југо телевизиски тајм-аут. Купи едно Скопско од 0,5 литри. Погледни под капачето и можеш да освоиш уште едно Скопско од 0,5 литри. Отвори за уште едно. Ние знаеме се за главоболката. Се прашувате ли зошто? Ангажиравме научници, мајки, лекари, математичари, студенти, бабами, па дури и волшебник. Тие ни помогнаа да откриеме дека главоболката е најчесто предизвикана од работата, стресот, безработицата, парите, времето, предувањето и гладувањето, дополнителниот стрес и од многу други причини. И пробавме со решенија како што се вежбањето, природата, здравата храна, медитацијата, шопингот и волшебникот од предмалку. Откривме дека можете да ја победите главоболката со само еден кафетин. Кафетин. Ние знаеме се за главоболката. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Ево голот на Дибиров што го гледате во забавена снимка, со кој што Вардар намалува на 28-19. Во последните 5,5 минути има време и Вугринец да дојде до оние 10 од првиот надпревар, затоа што има 8, што не е ефикасен. Има време и за атракција кај Металург. Вардар ќе мора да ги преживее овие најтешки 5,5 минути од оваа сезона во која што стигна на чекор до рајот, што се вели, до Final Four турнирот во Келн. Гол му недостасуваше за да го мине Фленсбург и да се најде меѓу четирите најдобри екипи во Европа, меѓутоа еве доживува пораз во домашното првенство од големиот ривал, од конкурентот, од лутиот ривал Металург, кој што беше изморен денеска во Автокоманда и продолжува така. Еве еден двоен цепелин, меѓутоа Милич брани на спротивната страна. Митревски, седма интервенција, фантастичен Никола Митревски. Ова е
вистинска вечер, голема вечер на Никола Митревски. Ка памети спомена Зоки предмалку дека ги користи своите минути максимално, а тешко е за голман кој што е многу повеќе на клупата за резерви да влезе и да биде концентриран. Тоа е дополнителен плюс и за Митревски во поглед на комплиментите што му ги доделивме вечерот. 4,5 минути до крајот ќе влезе и Кеджо малку во игра, јасно е сега. Иако советите на Червар на тајм-аутот беа да нема опуштање до крај, нема да го кажам оној термин што го искористи, што да се направи со Вардар, но во секој случај се согласија со тоа и неговите ракометари дека мора се одигра до 60-та минута да се задржи што поголема предност. Иако свесни се едните и другите дека резултатот не е вистински одраз на силите, сега Митревски му брани и на Милич. Девета интервенција, се обиде Милич да го повтори она од во понеделникот, од гол на гол, ниту беше толку прецизен, а и Митревски се врати тука на време да ја прифати оваа топка. 57-та минута, ево тек 28-19, Кеджо Ванчо Димовски може да си дозволи да промаши ако имаше чиста ситуација. Дибиров запрен, еве нова техничка грешка. И сега да видиме, Ванчо Димовски не ја прифаќа оваа контра. Добра беше идејата на Митревски, забележа дека никој не го чува таму, не внимава на Ванчо Димовски. Меѓутоа и не е Димовски од оние крилни ракометари што знаат да се дигнат на скок и да или што е навикнат на контри. Иако неколку пати беше прв. Така знае да истрча контра. Најдобро говори за тоа како се враќаат вардарци, за она што го споменаме во првиот дел. Душебаев запрена линијата од 6 метри и натаму до крај безпрекорно функционира одбраната на Металург во сите аспекти, надигра противникот, а кој сега Ојлески? Да бидам искрен, не видов зошто. Миркуловски. Или сепак Миркуловски. Тоа е веќе шесто исклучување, но веќе не е ни важно. Се арчат завршите моменти од овој надпревар. Има пенал. Убава финта. Успеа за момент да мине и да изводи четврти удар од 7 метри. Дибиров 3 од 3 до сега. Да видиме нова можност и промашува Дибиров. Само потврда за она што веќе неколку пати го констатиравме дека кога не оди, едноставно има такви денови кога посакувате да заборавите се што се случило. Прокоп никако овој резултат нема да биде и реален одраз на силите на двата четвртфиналисти во Лигата на Европа, но секако ова е резултат што ќе се памети, што ќе биде забележан во историјата како една од најубедливите победи во ваков решавачки надпревар. Нов тајм-аут. Dečki, još izdržno 3 minute, igra disciplinirano, neće im pogoditi ništa, ništa, ajde, za meni, ja ću vući, ajde! Бара Лино Червар, искусниот лисец, до крај да се одигра, да се додолче противникот. И сосема логично, таков менталитет треба да се всади во крвта на нашите спортисти особено. Лино Червар игра 22 пат од како од 2009-2010 година дојде на чело на Металург против Вардар, значи во 22-тиот настап ја обезбедува 13-тата победа. Само 6 порази има. Циндрично маркер. Се позаборави малку таму Ванчо Димовски. Има исклучен ракометар Металург Миркуловски. Борозан е во игра и Кеджо. Значи резервната бековска линија проработува сега. Еве најавата за идната сезона во офанзива од Металург. Борозан. Прв погодок. 19 годишниот репрезентативец на Црна Гора. Сега се изгледа лесно, едноставно, но ниту има напад, ниту одбрана екипата на Вардар. Желни да изминат овие минути, Привак се запишува за прв пат во листите на стрелците, намалува на 29 спрема
20 без оглед реков, ова е веќе јасно дека ќе биде една од најубедливите победи во оваков решавачки надпревар. Надпревар во кој победникот ја освојува титулата, а Металург го делата само секунди од големото славие. Кеџо одново запрен од Тоскич. Нема потреба сега овако нешто, иако имаше тука повеќе ненамерни контакти и удари меѓу едниот и другиот, да видиме. Исклучување за Кеџо, сепак и за Тоскич. Така и Тоскич оди надвор. Со четворица играчи во поле ќе остане Металург, уште 10 на 11 секунди. Но ќе знаат да задржат топката Вардарци, воопшто и не тргнуваат во пресинг. Реков веќе свесни дека одамна е се изгубено. Ниту еден момент не беше Вардар во позиција да ја загрози сигурната игра. Милич ќе остане забележано дека стигнали до четвртата успешна интервенција. Публиката е на нозе. Наврто ќе почне и откривањето влегувано во завршните 30 секунди. Милич одново успешен. Овој пат 1-1 против Георгиевски. Последниот напад и примаат Вардарци. Ако Дибиров не се реши брзо завршува. Примак ќе биде запрен на линијата. Ќе мора да вратат назад. Дибиров леса за Марковиќ. Погодува Карачич. Односно Карачич, простите, за 29 спрема 21. И иако Ојлески ќе стави точка на овој надпревар. 30 спрема 21, а сите стојат. Металург ја слави шестата титула во историјата. Овој пат се чини изборена во еден психолошки максимално тежок надпревар и за едните и за другите, но Металург играли досега многу вакви дуели против Вардар. Дел од членовите на Вардар за прв пат се соочуваат со оваа специфична ситуација. Не е ова сеха лигата, не е ова лигата на шампионите. Сепак ова е нешто поинако. Ова е надпревар во кој се покажува дома, пред своите, кој е подобар. Не издржа екипата на Вардар во психологијата на надпреварот, иако апсолутно Металург ги заслужува сите честитки за одличната тактичка подготвеност. Феноменална одбрана во сите 60 минути. Нападот функционираше, се користеа сите можности да се дојде до голот на Вардар. Апсолутно, искусниот Лино Червар денеска имаше максимално подготвени и физички и ментално ракометари, мотивирани, страшно. Не очекувавме Вардар да пружи отпор само во првите 15 минути. Не очекувавме вака убедливо Металург да слави, знаеки ги сите претходни дуели на овие две екипи, знаеки ги претходните мечеви, знаеки ја тензијата, возбудата, неизвестноста, меѓутоа на вистина во овој надпревар со кој што Металург доаѓа до шестата титула и се приближува на Вардар на само две помалку. Металурзите во вториот надпревар буквално го збришаа големиот ривал. Ова е сладка победа, ова е победа со многу големо значење, важност, не само што се враќа титулата во Автокоманда, туку ова е убедлив триумф на Металург. Металург кој што успеа да ги извади последните атоми енергија од оваа пеколна сезона. Ке му треба уште малку да се воздржи, да сочува енергијата, да ги доврши надпреварите во овој плейоф и потоа да го подигне сосема заслужено. Пехарот останува уште еден надпревар против Вардар. Тоа е најверојатно не во купот, меѓутоа тоа е веќе во втор план, иако куп трофеот е секогаш посакуван од секоја екипа. Ќе има битка, имаше битка, нема зошто да нема и во куп дуелите што се на програмата завршниот турнир идниот викенд во Охрид. Почитувани гледачи, тука ќе ви се заблагодариме за вниманието. Верувам уживавте во ова единствена понуда на македонска телевизија. Ако е така, земете 5-6 минути одмор, а потоа подгответе се за централното издание на дневникот на македонска телевизија. Автокоманда слави, ја слави шестата титула првенствена на екипата на Металург, вкупно 11-тиот трофеј во ветрините на лигашот од Автокоманда, откако во надпреварот што најверојатно и става точка околу
конечниот исход на шампионатот. Металург го совлада Вардар со 30-21, 16-11 на полувремето. И само накусо телеграфски за стрелците, имаше изворено расположени ракометари во својот состав. Лино Червар, 5 мина, најефикасен во игринец, 8 погодоци, 2 одигра, 6 седмерец, 6 постигна Мановсков, одлична подршка, особено во првиот дел, по 4 Георгиевски, Миркуловски и Атман. Во составот на Вардар, непрепознатлив денеска, 4 ракометари со 4 погодоци, Карачиш, Лазаров, Тибиров и Брумен. Благодарно за вниманието, уште еднаш поздрав од Салата автокоманда.